Министре, која е причината за вашата посета во Вашингтон? Не е вообичаено министер за внатрешни работи да има средби на високо ниво во Стейт Департментот како со Джеймс О'Брајан. Секако дека ова е една од позначајните посети кои што ги имаме и знаете дека Соединетите Американски држави се нашиот стратешки партнер и кога зборуваме во делот на безбедноста се навистина партнери низ кои што се развива, унапредува безбедноста и во Северна Македонија со многу поддршка не само во опрема, туку и во човечки капацитети, преку обуки, контакти и така натаму. Така да, целата ова посета беше во духот на напредокот на нашите односи, како да се подобри таа соработка која што имаме, и морам да кажам дека и со представниците од внатрешните работи, од оддел за внатрешни работи на Соединетите Американски држави, со заменик јавниот обвинител, со директорот на ИЦИТАП беа исклучителни средби за кои што разговаравме за нашата идна соработка, за тоа што и како треба да бидеме насочени во иднина. Секако дека приоритетите во делот на безбедноста се сосема идентични. Ми представува и голема чест што се видов со заменик државниот секретар Джеймс О'Брајан. Имавме низа теми на кои што разговаравме за иднината и на Северна Македонија. Но токму во овој сегмент, борбата против организираниот криминал и корупцијата, Северна Македонија доби лоши оценки не само во извештајот на Европската комисија, туку и од американската администрација. Веќе се надодадоа нови имиња на црната листа. Секако дека тоа е еден од клучните приоритети и разговорите и со господинот О'Брајан и со сите други представници високи на државната администрација беа насочени токму кон борбата против криминалот и корупцијата. И тоа е нешто што е здраво да се направи заради македонското општество, заради македонските граѓани. Тоа беше една од заложбите, го информира господинот О'Брајан за активностите кои што ги превзема владата во овој дел, за подготовката на законските решенија кои што ќе ги третираат практично лицата кои што се наоѓаат и на црната листа на Соединетите Американски држави, за неможноста за учество во јавните функции и секако учество на јавните тендери, за јавните набавки. Меѓутоа, разговаравме и за тоа дека европската перспектива нема алтернатива за Република Северна Македонија. И се што треба да направиме да цврсто, одлучно, храбро чекориме на патот кон Европската Унија. Секако дека темите кои што се наш врвен приоритет во делот на справувањето со безбедноста, го информирав и господинот О'Брајан, меѓутоа и другите представници со кои што се видов, и за напредокот во борбата против корупцијата, кои мерки ги превземаме, ефикасноста во овој дел и секако дека изразената заложба од нивна страна да стојат рамо до рамо со нас и да ни помогнат во јакнењето на капацитетите на институциите, да можеме да се справиме со низа предизвици.